Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Добро вечер и добро дојдовте во овој храм во кој љубовта е вера. И сите заедно да ја слушнеме лебедовата песна на заробеничката на ветрот. Да ја преточиме сегашноста во едно не така, а сепак далечно минато со душа, чувства, желби. Ве поканувам, драги пријатели, на едно вонтелесно патување по тајните на моминските желби, мечти и тајни, собрани на едно место во книга сите овие години минати и сочувани од превезот на заборавот. Македонската Сафо, Даница Ручигај. Вечерва сме тука во Салон 1919, уште еднаш да се подсетиме на првата дама на македонската поезија Даница Ручигај, македонската Силвија Плат, со промоцијата на две книги посветени токму на неа и на незината бесценета поезија на Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се, и лебедовата песна на заробеничката на ветрот, чии автори се Искра Чолович и Свето Стаменов, новинари на македонското Радио Скопје и познати македонски публицисти и влюбеници во поезијата на Даница. Тие повеќе од 2 децении неуморно и самопрегорно трагаат по незините животни и творечки врвици со една единствена цел – од првата македонска поетеса да биде симната копрената на намерниот или ненамерниот заборав и конечно да си го заземе местото што и припаѓа на македонското поетско небо. Чуј ја играва што запре само во еден стив и продолжи да тече како река. Чуј ја играва на прсти, на коски, на овој очај што се вгнездил во грлото, како грудка. Чуј ја играва сребрена на 2 грла, на 2 израмнети утроби. О, сладко заклопи ги желбиве надвиснати што се втурени од огнови. Колку печат човеку. Играва на сребрена ноќ. Играва на сребрени тела. Играва на сребрени огнови. О, човеку, продолжи ја. Па пушти го моево грло. Нека се чуе пискот, единствен, што ќе те разгрне да ми се отвориш. Па да влезам, човеку, еднаш помирена со портите. Па да влезам како пријател на ноќва сребрена, на играва сребрена, на овие огнови што ме испекоа како клетник проколнат, како жена маѓесница. Огнов ме изгоре, родов ме проколна. Ти не ме слушаш. Но всушност, која е Даница Ручигај, амазонката на македонската поезија? Даница Ручигај, првата македонска поетеса, е родена на 5 мај 1934 година во Скопје. Учи класична гимназија, каде што ги изучува старогрчкиот и латинскиот јазик и од најрана младост се запознал со магијата на грчката митологија и култура, кои ќе станат незини духовни координати преку кои ќе се развива незината повеќеслојна, изнијансирана и продлабочена личност. Известно време поминува во Грција, кој ќе остави длабов впечаток и ќе влијае през незината интима и поетски развој. Неретко за тоа патување ќе ми речеше на своите колеги, тогаш веќе оформени писатели: Кога ги читам делата на старите грци, имам впечаток дека сум живеела тогаш, многу одамна, со еден збор
Од секогаш сум живеела. Покрај класичното, образованието го дополнува и со широк диапазон на интереси, како кон насадените цивилизацијски придобивки во литературата, така и кон актуелното творештво на овие простори, во кој автентично, во творички гржи и екстаза се раѓаше младата македонска литература и уметност. По завршувањето на средното образование, студира на Филозофскиот факултет во Скопје, каде што дипломира југословенска книжевност, со што трајно и професионално се врзува за книжевноста и поезијата. Својот краток работен век го поминува во Министерството за култура на Македонија. Во 1960 година ја објавува својата прва стихоспирка Сребрени ноќни игри, со што стана првата македонска поетеса со објавена книга. Низ целата стихоспирка, која им ја посветува на мајка си и на својата сестра Златица, провеува една и единствена нишка – водич што ја насочува Даница кон најинтимните, најискрените капчиња на младата моминска тајна – љубовта. Љубов која постои, сурова, нежна, скриена, желна, недопирлива, несватена, лута, неосвоива, мрачна, тажна, среќна, прижалкувана. Сите оние скриени момински посакувања и желби преточени во стихови со надежи, но не и исполнувања. Љубов, вечно присутен императив на вдахновение и секогаш помалку разочарувачка, ако на неа не е одговорено. Љубов, премногу вистинска, за да биде дофатена, допрена и преточена во реалност, а не длабоко скриена некаде во пазувите, таму, во мрачното место на дното на срцето. Љубов никогаш јавно изговорена, кажана, возвратена. Тажната љубов ја знаат само морињата, но тагата не смее да ја види никој, да ја дознае никој, дури ни очите не смеат да ја одадат. Девственоста на невозвратот не се издава, и тоа е скриено со превезот на ноќта. Сребрената ноќ, која само очите можат да се дозволат да ја направат игра во која ќе може да се каже и да се почувствува. Не е ни малку чудно што и стихозбирката носи наслов Сребрени ноќни игри, затоа што Даница најчесто ноќе ги чувствувала поливот и крикот на поезијата во себе. И во превезот на ноќта ги запишувала своите стихови, подосна подредени во збирка и објавени. Но од судбината не се бега, а и природата се го направи своето. Темни и непрозирни се предчувствата. Темни и непрозирни се предчувствата. Како неми сенки се валкаат меѓу нас, сосема безтелесно се движат со нас. И не чинат своја мисла и своје тело. Стануваме обновена болка, обновена мисла и темен настан во ноќта. Се затемнуваат нашите раце. Стануваме ново тело, нова мисла, ново пречувство, што таинствено се провлекува низ сите нешта. Се урива небото во нашите раце. Во нив лежи црна птица, која не сеќава на лед, што може да остане само на дланките. Да се убие птицата на дланките, да се направи еден лед устрем кон ова предчувство, ово плотено, неспокојно се подкрева нашето тело, заборавот за земнина тежа не прави несреќни. Се оделуваме од птицата, бегаме во светот каде што можат да се довикуваат духовите. Сонот остава темни дамки. Небото се отвора. Темни и непрозирни се предчувствата. Ноќе се претвораат во болка што ги чинат сенките. Се позначени и се поголеми. Улиците се широки и понекогаш бескрајни. Како да ја разбиеме тишината во нашите очи?
Девојката полна со живот и желба да го живее животот и секој негов миг беше судбински прекината со незината ненадејна трагична смрт во катастрофалниот земјотрес на 26 јули 1963 година. Во цудот на младоста, на само 29 годишна возраст, се прекинаа со зрената поетска мисла и вдахновение на оваа млада поетеса. Само неколку недели пред судбинскиот смртен час чекаше да види дали е прифатена незината втора стихозбирка Заробеници на ветрот. За жал не го дочека позитивниот одговор, па збирката беше објавена постхумно, онака како што самата авторка ја беше подготвила и предала за печатење непосредно пред својата смрт. И втората збирка Заробеници на ветрот е посветена на љубовта, но видена позрело, со очите на прекален стихописец и познавач на бескрајните тајни и длабочини на зборот. Даница веќе сигурно гази по стапките на бесмртноста. Одвојувањето на душата од телото и самата го предскажува во своите постхумно објавени стихови, во кои овоземното се спојува со небесното. Потресно искажаните зборови во вид на песна со песната оплакување, како некоја маѓесна рака да ја го покажа патот на незиниот крај. Како да предчувствуваше дека животот ти е при крај, како некој таинствен глас да ја шепотеше да се пресели во Царството небесно и да стане муза на недовршените, недопеани стихови. Она што е убаво и на Господа му е мило. Во Царството Божјо има место за безсмртните. Земскиот живот е само миг. Сите ние сме гости на овој свет, но великаните никогаш не умираат. Никогаш не умираат. Никогаш не умираат. Нека се помоли секој на својот Бог и нека се покори пред овој живот со почит на љубовта, од извуците на умирањето ми ги искорнуваат синооките за мечтаени денови. Заробеничката на ветрот, очевидецот на сребрените ноќни игри, веќе 50 години талка во меѓупросторот, во бестелесното и телесното, земското и божественото. Таа, Даница Ручигај, со својот сензибилитет, неконформизам, творешка енергија и животна храброст, не помирувајќи се со патриархалните предрасуди и стереотипи за жената на овие простори, ја подотвори вратата низ која достоинствено и со дигнитет тргнаа модерните, самосвесни и еманципирани жени на македонската поезија. Таа и најхрабрите по неја се изборија за рамноправно создавање на жената во несуптилната сфера во уметноста, поезијата, дарувајќи ни возвишени плодови на поетското создавање, збогатувајќи ја комуникацијата меѓу двата пола и оглавотворувајќи го светот во нас и околу нас. Во нашите погледи изникнаа сите сонца. Во нашите погледи изникнаа сите сонца. Тогаш се сеќаваш кога очите не можеа да се склопат заради нивниот сјај, оти ќе не болеа од вжештеноста. Во нашите погледи израснаа сите зеленила. Тогаш на оној рид ги однесовме сите сонца. Во нашите погледи се родија сите наши деца. Тогаш се сеќаваш и умреа. Кога сонцата се изморија во нашите очи, ги склопивме. Тогаш нашите очи се пеплосаа. Со книгите, ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се и лебедовата песна на Заробеничката на ветрот,
Всушност се заокружува мултимедијалниот проект посветен на Даница, кој започна со специјалната радиоемисија "Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се", која беше емитувана во 5 едночасовни продолженија во текот на јули и август 2013 година на програмата на Македонското радио Радио Скопје по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата дама на македонската поезија и кој кулминираше со радиоелегијата Лебедовата песна на заробеничката на ветрот. Овие книги се своевиден претоп на жанрот радиоемисија во книга коментари, сведоштва, критики, есеи, поезија и поезија за поезијата на најпоетесата меѓу македонските поетеси, раскошната и незаборавна Даница Ручигај, која остави длабоки и неизбришливи траги не само во современата македонска поезија, туку и во македонската култура воопшто. Книгата "Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се", како впрочем и радиоемисијата, има повеќествена структура. Таа е своевидно испреплетување на повеќе жанрови и видови литература. Авторски текст, коментар кон животот на поетесата и незиното време, на човечко и творечко обстојување, сеќавања на 30 на незини пријатели, познаници, современици и следбеници, литературни критики, есеи, избрани стихови од незините две антологиски стихозбирки "Сребрени ноќни игри" и "Заробеници на ветрот", но и песни посветени на Даница, како и податоци за проекти посветени на или инспирирани од неа. И сето тоа е збогатено со ретки и оригинални фотографии на нестварно прекрасната и преубава поетеса. Лебедовата песна на заробеничката на ветрот пак има 3 структурални делови: авторски текст, коментар кон животот на поетесата и незиното време, избрани стихови на авторката и автентични искажувања на 15 на незини современици, пријатели и следбеници. Како такви, "Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се" и Лебедовата песна на заробеничката на ветрот всушност се книги есенција на најважното за Даница, за она што не смее да се заборави, за жената која сосема сама започна и сврте цела една страница во македонската поезија и култура воопшто. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето на место свеќи. Сивите карпи, камбани, на копнежот чадот се зариваше во твоето тело, невидливоста за темнето ме осами. Немирот го собираше пепелот од запалено цвеќе, а ветрот тажеше, тажалки нежни, тажалки неисплакани. Се венчавме на олтарот од соништата. Цвеќето доверливо гореше, во заљубеноста карпите, камбани, сиви, задзунеа со желби невестински. Безброј очи на мртвите светковини низ просторот се провираа. Го запаливме цвеќето наместо свеќи. Љубовната мечта надојде, со водите гладни, со тажалки тажни, тажалки недоплакани. Во мрачниот простор
На допирите се валкавме со оплодени желби. Просторот, неволник од мен, се смрачи од гостинско самолюбие. Сомнително, воздухот затрепери. Луњи во мракот невиделина. Времето луто се подбива, огромен копнеш се зарива. Во зарипнатиот воздух го издадовме немирот. Излишниот воздух во градите кркори и сврли го ридот од своите очи на ова зајди сонце. Се запаливме во огнот на цвеќето. Прегореа желбите невестински. Светковините даже со тажалки недоиспеани. Зачудено кркори воздухот по земјава јаловица. Капат желбите есенски. Земјата ни дозволува на неа да се одржуваме неспокојни. Сонцето наутро ја пресушуваше росата. Солзите се претвораат во зеленило, неспокојноста траги остава во цврстите допири со соништата. Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето на место свеки. Мртовецот век да векува. Ако Даница беше невидена поетска светлина, иако самата беше поезија, тогаш, ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се и лебедовата песна на заробеничката на ветрот, имаат вонвременска димензија како и самата Даница. Истакнува меѓу другото во својата рецензија Кристина Николовска, универзитетски професор, теоретичар, литературен критичар, есеист и поет, која ја поканувам во храмот на љубовта на заробеничката на ветрот да проговори за неновите книги на Искра Чолович и Свето Стаменов, посветени на Даница. Повелете. Драги стихолюбци, еве не пред монументалниот зафат на авторите Искра Чолович и Свето Стаменов, ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се, и лебедовата песна на заробеничката на ветрот, пред раскошниот и повеќе споен проект кој има јасна визија да го сочува споменот за животот на поезијата, но и за поезијата на животот на најпоетесата македонска Даница Ручига. Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се, е славен стих на поетесата, но воедно и наслов на една од скапоцените книги. Зошто токму тој наслов? Затоа што љубовта за Даница е највисока вера од сите вери на светот и затоа што поезијата е љубов, врвна љубов, љубов над љубовите. Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се, и лебедовата песна на заробеничката на ветрот се книги деца на специјалната радиоемисија емитувана во јули и август 2013 година на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручига. Книгите на авторите Искра Чолович и Свето Стаменов се автентичен запис на радиоемисиите кои содржат 5 дела. Радиоемисијата и овие импозантни книги се плод на повеќе децениски блог на авторите во идејата да се остави полифонат даницологија преку невидена и ретко драгоцено даницолюбие. Восхитува пасионираната долгогодишна посветеност на авторите Искра Чолович и Свето Стаменов, кои покажаа несекојдневна верност кон проектот конзервација на делото на поетесата Даница Ручига, но и кон составување на репрезентативна палета од најеминентни критички согледувања, составувајќи го трезорот
драгоцениот трезор на критики, есеи, сеќавања, размислувања, но и поезија за Даница, поезија инспирирана од неа и проекти и издания во чест на поетесата. Импресионира чувството за визија, но и подготвеноста за реализација на ваков голем проект, кој подразбира авторство, уредништво, сценарио, но и аудиореализација на радиопроектот на интерпретаторите Чолович и Стаменов и воедно автори. Визијата на повеќе годишниот проект е не само да се сочува тоа богатство, таа жива архива, туку да се поттикне и научната мисла и читателската публика. Визијата, Македонија и векот, и историјата, и вистината, и минатото, и иднината да ја осознае, познава и запамети поетската мисија на Ручигај е наполно постигната во овој значаен монографски проект, та дури и надмината, оти веќе културна историја е овој гест на конзервација на културните факти. Книгите имаат повеќе слојна структура, тие се раскошен преплет на повеќе жанрови и видови литература, или диалог помеѓу нив, извадоци, осеќавања, литературни критики, есеи, спомени, но и песни од Даница, песни за Даница, како и податоци за проекти посветени на или инспирирани од нестварно прекрасната и преубава поетеса. Повеќе слојноста на ова дело е плод на длабинска работа, на вистински рудник на вредности, раритети и незаборавни печатливи пораки. Книгите се храм на емоциите, врв на лириката, но и на сетата, тагата, болот. И колку што ова дело е драгоцено поради поетописот, толку е вредно и поради животописот. Навистина се ретки вакви капитални проекти кои се прилог кон жанрот сеќавања како скапоцен тел на литературата, но и културата и граѓанската историја. Книгите започнуваат со животопис од гимназиските денови. Во исклучително поетизиран и висок рафиниран стил авторите не запознаваат со несекојдниот животорек на Даница. Но хронописот за Даница расте во срцепис. Од искрената восхит, симпатија и верност кон Даница, авторите не можат да ја сокријат. Тоа се гледа од секој збор на овие книги. И замислете, каков може да биде биозаписот за волшебната и нестварно преубава и прекрасна појава Даница Ручигај. Појава шокантно авангардна и предвремена за тогашниот не само културен, туку и животен амбиент. Појава кога и сега не довикува од иднината. Појава која од восхит ги остава без див и најстрогите критичарски судии, како Димитар Митрев и најнеласкавите критичари. Појава која не ги остави рамнодишни упатените критичари, како Александар Прокопиев, кој гласно крикна дека е срамно и страшно да се премолчи или да се запостави врвната поетеса уметничка, која можеше да се рамни со великаните Анте, Шопов, Гане, Петре и така натаму. И колку што како поетеса Даница е исклучително интересна, провокативна, бурна, драматична, ексклузивна, незаборавна, толку е занесно привлечна, нестандардна, вонсериска како личност, но и како убавица, мудрица. И затоа, секоја сторија, секоја сладка приказна за неа е наполно интересна. Од и таа и од животот правела поезија. Но за жал, колку што е преполна со живот во животот и колку што секоја сторија за нас е жива, толку страотно се насетува горчината на невозможната и кобна прекогниција на Даница за трагичната и неотложна смрт, која не само во поезијата, туку и во непосредните средби со блиските пријатели отворено ја искажувала. Катастрофата, ужасот, трагедијата, се грозните пречувства од кои таа не може да избега и веќе интензивно се обседнува со нив, чекајќи ја втората збирка да излезе од печат, Даница премлада, ненадејно потонува во ужасниот скопјенски земјотрес од 63-та. Кусата,
но возбудлива и пребограда биографија на Даница авторите ја следат како силна струја која потекува низ сите фази на овие две дела. Наместа животописот се збогатува со сеќавања, критички осврти, песни, согледби. Идејата да се пронајдат, повикаат и автентично да се слушаат современиците на Даница, искрено и отворено да проговорат за најмаркантната македонска поетеса е голема вредност на овие дела. Книгите добиваат непроценлива вредност со документарните аудио записи, исповеди, сеќавања на најблиските, современиците, содуховниците, писателите, луѓето од културата, изјави кои потоа автентично се преточени во книга. Посебно трогателен е жанрот моите сеќавања, кој овде добива исклучително високо место. Раскошната палета исповеди и спомени започнува со емотивна, сетна и топла исповед на прекрасната сестра на Даница, Златица Ручига Поповиќ, која со бескрајна љубов, топло и сетно се сеќава на детството и младост. Вонсериската, уметничка, врвна поетеса, невообичаено авангардна, оригинална и посебна дама, жена, предводник, жена пред времето, навистина е тешко да се опише. Но секако сестрата Златица успева да ги долови младоста и харизмата на волшебната Даницата како ние да ја знаеме. Исклучително потресно е сведоштвото на поетесата Евгенија Шуплинова за последната средба на која Даница имала страшна предспратна прекогниција, а сугестивно и сеќавањето на поетесата Бисрица Миркуловска. Посебно е драгоцена и живата реч на поетесата Светлана Христова Јоцич, а секако впечатливи се и сеќавањата кои ги оставаат и поетот Михо Атанасовски, уметникот Нико Този и Звонко Стојановиќ. Современиците на Даница за нас се драгоцени соговорници. Од и секоја епизода со неа е вистински, необичен настан или интересна незаборавана анекдота. Импресионира фактот дека сите сведоци на вонсериската појава Даница отворено се фасцинирани пред се од незината убавина, а потоа од интелектот, убавината на душата, но и од брилјантноста на умот неизин. Посебна вредност на книгите и фактот што авторите Човович и Стаменов имаат сосем јасна и изострена слика за ставот на критиката за поезијата на Ручигај. Тие сосем реално ја опишуваат состојбата во која таа беше неправедно запоставувана. Таа метакритика е резултат на длабински, долгогодишни истражувања и длабока посветеност. Иако со право се сметаше дека Даница неправедно е запоставувана, сепак најстрогиот литературен критичар и ригорозен судија кој беше безпоштеден во своите проценки, Димитар Митрев, на големо изненадување на сите, на исклучително висок пиедестал ја стави поезијата на Ручигај, застапувајќи во својата антологија. Но сепак, иако поезијата на Даница не се вклопувала во општите тенденции и моди, импресивна е палетата критичари кои, иако подоцна, сепак во суперлативи се изразија за незината поезија. Критичари, книжевни дејци, поети. Матеја Матевски, Миодраг Друговац, Бранко Варошлија, Александар Прокопиев, Виолета Христоска и други. Во таа палета на критичари спаѓаат и универзитетскиот професор Људмил Спасов, есеистот и културниот хроничар Данило Коцевски, литературниот историчар Васил Тоциновски, театрологот Јелена Лужина и Радомир Виденовиќ. Во оваа вертикала ги вруваме и најпасионираните и најзаслужните Свето Стаменов и Искра Човович, кои изградија продлабочен критички осврт на незиното дело. Од сегашна дистанца, критиката отворено признава дека пред Даница ќе беше блескава поетска иднина, која за жал не се случи. Поетите, писателите и уметниците сите се отворено фасцинирани од појавата на харизматичната поетеса, но и од незината поезија. Извонредна е Гордана Михајлова Бошнаковска, потоа Светлана Христова Јоцич се изјаснува, Коле Чашови, Иван Чаповски, Тове Момировски, Ристо Јачев, Ефтим Клетников, Коста Балабанов,
со восхит зборуваат за неа. Ниту една појава од литературата не привлече толку искрени и отворени признанија од својата фела, која на авторите им е посебно драга. Ниту грам љубомора и завист, туку само неизмерна тага и жал што ја нема и искрено признание пред низините вредности. Драница е на тронот на својата фела, на врвот на сите признанија од колегите. Даница е неприсушна инспирација за творештвото. Евгенија Шуплинова, Гордана Михајлова Бошнаковска, Иван Чаповски, Светлана Христова Јоцич, Ристо Јачев, Бистрица Миркуловска се автори на песни за омилената поетеса Даница. Величествена е таа литература. Во серијска е моќта на Даница да ги поттикне на стих своите сопоети, драгите содуховници. Трогателно, потресно, но и моќно и велико звучат овие стихови кои авторите Човович и Стаменов ги сочувале за нас. Оваа вредна колекција останува како едиција на најискреното, профаното и возвишеното. Восхитува инспиративниот капацитет на Даница, која зрачи и децении после незината смрт, и сите не мотивира што сме од овој круг. Даница е вистинска звезда, водилка за помладата генерација поетеси. Некои од нив се и тука. Надарената Надица Лешниковска, која беше удостоена со наградата Даница Ручигај, и уште неколку. Духот на Даница, незиниот поетски сензибилитет е длабоко вграден во креативната праматерија на сегашните, но и на идните поетски поколенија, како да е мултиплицирана и регенерирана незината поетска енергија и харизма. Ја има во доживувањата, сваќањата и толкувањата на поетите, но и на поетизираните души, во временската Даница. Авторите на книгите уредно, акрибично и совесно, систематски го бележат секој настан на творештвото на Даница Ручигај. Така тие бележат дека по повод 30 годишнината од незината смрт и од трагичниот Скопје земјотрес е објавена книгата поезија подготвена од Христо Петрески. А секако особена вредност е и појавата на книгата на тандемот уредници Човов и Стаменов во издание од 2003, кога беше издадена книга посветена на делото на Даница Ручигај со толкување и коментари од повеќе автори. Чолович и Стаменов грижно се ги бележат сите проекти посветени на поетесата Ручигај. Така тие бележат и документарната ТВ емисија за неа од Сонја Гиздавич. Сето тоа ја појаснува големата слика за поетесата и појавата Ручигај, а мозаикот на сликата за Даница се повеќе се збогатува. Секако една од вредностите на проектот е и мултимедијата, односно претопот на жанрот радиоемисија, во книга коментари, сведоштва, критики, есеи, поезија и поезија за поезијата. Тука е за пофалба и уделот на аудио дизајн, на бесин, кека, тонски ефекти, избор на музика, музичка подлога зад поезијата одат во прилог на сугерирање на атмосфера. Музика зад поезијата е вистинска духовна храна. Но секако, деталното сценарио за емисиите возможува вака раскошна и осмислена музичка и тонска подлога. Кога сме во доменот мултимедија, тогаш време е да се поклониме пред ретката уметност на Човович и Стаменов, интерпретацијата на поезијата. Сите исповеди и критички проценки се проткаени со вонсериска интерпретација на стиховите, која зрачи од аудиозаписот. Целата таа река ја води и оркестрира водечката приказна и поетизираните коментари кои наместа се проткаени со издржани критички проценки. Секако таа уметност на интерпретацијата е возможна да се живее во живо и преку радиомедиумот. Но и од книгите како текст зрачат маестралните интерпретативни можности на виртуозите Човович и Стаменов поради нивните незаборавни и впечатливи дострели. Сугестивното обраќање, тонот, инспиративните вредности се голем квалитет на радиопроектот. Восхитува рафинираното ниво на стил и стилска оркестрација на авторите Човович и Стаменов, кои понесени од поетската атмосфера ни се обраќаат преку возвишен, филигрански, изработен дискурс. Тие и сами се вистински поети што за поезијата говорат преку чиста
поезија. За мене е врв кога стабилните критички проценки ќе се искажат поетизирано, есеизирано, стилски раскошно. Книгите, кои вечерва ги промовираме, се капитален зафат во македонската културна историја. Тие се показ на врвно достигнување во монографскиот пристап кон македонските автори и дела и особен придонес во мултимедијата. Оти се книги деца на прекрасната и дабоко осмислена радио мисија. Овој висок, возвишен и несекојдневен чин на културен факт останува на врвот на македонската култура, како највредното во националната, но и светската колекција на скапоцени драгоценности. Ако Даница беше невидена поетска светлина, иако самата беше поезија, тогаш оваа книга има вонвременска димензија како и самата Даница. Ви се обраќам вам, на сите кои сте магепсани од низината поетска харизма, од вонсериската поетска енергија, од волшебството на низината поетска магија. Помолете се ако легувате во храмот. Молитвеникот на љубовта ве очекува. Ние одбележавме Даница во историја, а таа нас во вечноста. Благодарам, господа Николаска. Александар Прокопиев, универзитетски професор и писател, е човекот кој прв го уруна речиси тридеценискиот зид на ненамерен или намерен молк за првата македонска поетеса и во почетокот на 90-тите години на минатиот век и овозможи на македонската културна јавност да ги открие Даница Ручигај и незината поезија во целиот нивен сјај. Вечерва и тој е со нас. Повелете, господине Прокопиев. Гледајќи ги преубавите фотографии собрани од Искра и Свето, коментиравме со Гиш и незиниот погледот на Даница има еден спој на две навидум спротиставени енергии. Една е нежност на срна и питомост на срна, а една е самосвесна владетелка. Значи, се тоа е толку очигледно, кога ги гледате овие црно-бели фотографии, дека незината особеност е дадена веќе во физикусот на незиното постоење. Инаку, токму со Гиш, кога тој беше момчак од Гиш, одејќи по нокните скопски улици, го започнавме разговорот за поезијата на Даница. И тогаш јас признавам за прв пат се соочив со сребрените нокни игри. И сега сакам да поздравам уште неколку соучесници во таа љубов, која беше на прв поглед инстинктивна и која раснеше. Сакам пред се да ја поздравам Лилија Шопова, која е тука, и со нашата навистина од љубов собрана група уметници. Во 92 година направивме игроказ, инспириран од сребрените нокни игри на Даница Ручигај. Во таа група беа прекрасни луѓе. И се уште се. Миро Масин, сликарот, Илија Зимбо, флейтистот, Виолета Крстич, уметникот, да кажеме, и Драган Пантомимичарот. Јас превивме таа представа во еден колективен занос, без никакво претходно театарско искуство. И ја пративме видеоснимката на најголемиот фестивал на алтернативни театри во Лион, Франција. Поезијата на Ручигај зазвучи низ незините стихови кои имаат во себе една комплексна поетска сила и сега кога го слушаме многу лесно влегуваме во слики, движења,
во ритам, кој едноставно не заигра и нас во представата. Стиховите се преплетеа со музика, сликање на голо тело, со пантомима. Зборовите на Даница дури најдо одек во некои театарски, балетски, сценски движења. И што е најубаво, бевме прифатени како една од трите најдобри представи таму. Пазите, тоа е 92 година и кога ја одигравме представата, целото гледалиште скандираше Македонија, Македонија. Исто така сакам од тие рани и прекрасни почетоци, значи, како во љубовта се оди преку процесот на влюбување, па вдлабочување на љубовта и изворедниот наш сојузник Сонја Гиздавич, која направи една прекрасна телевизиска емисија токму посветена на поезијата и личноста и човекот и жената Даница Ручика. Мислам дека она што веројатно ќе биде сега голема инспирација и кој еве во еден мега проект на Искра и Свето се обликува во многу комплексна книга. Христина Николовска преубаво зборуваше за значењето на таквиот тип на меморија. И сега би кажал уште нешто, дека во таа вистинско сочување на меморијата најважна е љубовта, нормално, препознавањето. Ние не ја знаевме Даница како човек. Ги знаевме само незините стихови и потоа незините фотографии. Но се влюбивме во неа. Но мислам дека голем двигател во сето тоа беше незината сестра Златица. Затоа што во македонската литература најблиските најчесто се покренувачи на спознаение на величината на уметникот. Тоа е случај со Даница Ручига, тоа е случај со Ацо Шопов. Значи, секогаш се јавува некој близок кој потова прави проект кој всушност е важен за сите нас. Затоа ја мислам еден аплауз за Златица. Сега за крај на ова вкусно излагање, затоа што не ја знаев, драги, Даница, ма ја не ја прифатив само од незината трагична, меланхолична, темна страна. Таа постои, како и во незиниот поглед, но постои една игрива, радосна, што вели гиш трубадурска, една неземна, вилинска компонента кај неа. Мислам дека во суштина, кога, ако веќе зборуваме за незин психопортрет, што е претешка работа за сите нас, и секој од нас си го гради самиот за себе, мислам дека во неја имаше голема количина на радост. И дека целиот незин наплив на толку богата, метафорична, интимна поезија, од друга страна, целиот тој порив да си се искаже, е порив на човек кој чувствува радост и знае да ужива во радост. И мислам дека токму таа комплексна природа, која не може да се одреди никако срна, никако владетелка, него како нивен спој, никако трагична, никако радосна личност, туку нивниот спој ја дава единственоста на делото на Даница Ручика. Сега нешто ќе се обидам, да се сетам на музичката тема, која исто така беше инспирирана на оваа давнешна наша представа од 92-а, па еве нешто, барем некои тонови од неја да, што велиш Лидија, да се присетиме како изгледаше.
Во храмот на љубовта на заробеничката на ветрот ќе ни се придружи уште еден влюбеник во поезијата на Даница. Сашо Гигов Гиш, кој подпомогнат од играта на прстите на Александар Прокопиев на пијаното за миг да не пресели во далечните 50 и 60 години на минатиот век во времето на Даница. Пред да ви запееме, сакам должност, чувство и задоволство да кажам збор 2. Како прилог кон ова прекрасно чествување на една митска фигура од урбаниот универзум наречен Скопје, и што е уште поинтересно, кој ќе збориш за некој свој малец, кој никогаш не си го видел, а си слушал за него многу работи. И кога почнав јас се бавам со поезија како клинец, Чичко ми викаше, ти ќе бидеш четвртиот поет од Водно, што тука се родил, а не се населил. Првиот бил Михо Атанасовски, вториот бил Велко Мартиновски, а вика третата беше Данче Ручигај. Викам, која беше таа Данче Ручигај? Таа беше најубавата жена, вика, најпаметната жена во Скопје. И не сгрешил, зашто која ја видов после на слика, се извадив од памет, мислам, тоа таков месмерички поглед не се заборава. И кога се шетавме со Сашо по скопските улици раните 90-ти години, обидувајќи се да најдеме некои записи од Данче, мајка ми помогна, отиде, ги најде, ги прекуца и ја му ги дав на Сашо. И тоа беше една чудна, интимна сторија поврзана со Даница Ручигај, која подоцна се претвори во еден многу интересен лајт мотив од моја страна, затоа што кога почнав да ги проучувам трубадурите, видов дека првите жени кои истапиле во прослава на постоењето и во прослава на собствениот стейтмент, да го наречам, биле трубариците или трубадурките, меѓу кои една е најпознатата, со најпозната инсенја или сењал, се вика Беатрис де Дибуа, а знаат како Контес де Ди. И токму тој Контес де Ди, грофицата де Ди и низината поетика ме инспирираше да ги споредам на некој начин со Данче Ручигај, и во подготовка имаме еден есеј кој, дај Боже, за некој месец ги го публикувам, инспириран од она мистериозна посвета на мојот омилен Бранко Милковиќ, кој века, да, има една звезда Даница у Скопје, тоа не е ништо друго освен сењал. Споменувајќи ги овие имиња, овие ликови, да запееме една песна од тоа време и да ги подсетиме овие ликови што ја знаеле Данче. Ова песна од Петар Пешев и Христо Крстевски, антологиската Еден бакнеш, која победи на Опатија 62. Еден бакнеш, песни тој, еден поглед, безброј смих, моите желби немаат број, што ме плени, љуби ме ти. Нова надеж, срце грее, што се ставиш очи две, мојот поглед, твоје плен, што го плени, љуби ме ти. Нема крај ни во ова мала среќа, да те љубам, зар тоа не се, и да постои една мила нежна надеж за овој мал срамежлив бакнеж, еден бакнеж, песни рој, еден поглед,
bezbroj svi, moje želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Da te ljubav zar to nese i da postoji jedna mila nežna radež za ovoj mar sramežnih bakneš, bakneš pesminom jedan pogled bezbroj svi mojde želbi neman broj, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, ljubi me ti, što te pleni, te ljubav ja. Искра Чолович и Свето Стаменов со години трудолюбиво и упорито ги истражуваат животот и творештвото на првата македонска поетеса Даница Ручигај и не би претерале ако кажеме оти не само што ја излекоа од темнината и заборавот, туку ги побара и на одреден начин ги одредија незиното место и значење во современата македонска книжевност. Истакнува меѓу другото во својата рецензија универзитетскиот професор, писател, есеист, критичар, книжевен историчар и преведувач Васил Тоциновски и токму него сега го поканувам на сцената. Повелете, професоре. Дами и господа, почитувана Златица Ручигај Поповиќ. Кога пред неколку дена ги добив двете нови книги на еден прекрасен и сопатнички и творечки тандем, Искра Чоловиќ и Свето Стаменов, си реков, нешто убаво се случува во ова некаде и безрезервно забрзано време со пореметени вредности. Значи, се уште постои позитивна енергија која враќа вербата во човекот и во животот. А има ли поубаво од тоа кога некој некому нешто дарува? А нашите Искра и Свето, дарувајќи дел од својот живот на оној другиот, впрочем, трајно го внесуваат во македонското колективно меморирање, она што никогаш не треба да го заборавиме. Елементарното правило да се почитуваме и сакаме себе си, ако тоа не го сториме ние за себе, да не очекуваме дека некој друг тоа ќе треба да го стори за нас. Тие две книги многу искрено ме израдуваа, зашто беа преточени во пишан збор на кого јас најповеќе му верувам. Најповеќе му верувам и го сакам, а пак изненадувањето ми беше пријатно, од проста причина што тие се резултат на еден друг медиум, како што е магијата на радиото. Она што како предизвик се јавило пред авторите, секако им помогнале бројни автори и авторитети од тековите и резултатите на современата македонска литература, а еден медиум во ова презабрзано време, кога катадневно имаме нови медиуми, постои една изрека, па кој слуша радио и што е радиото? Меѓутоа,
елегијата за Даница Ручига и низ трудот на веќе споменатите автори, а со припомош на Бесим Кека, на велемајсторот, на тон мајсторот, кој покажува дека нема застарени идеи и медиуми, дека секој медиум, ако го владееме и ако го познаваме, може да биде вистински творечки предизвик. Маестро Бесим, секоја ти чест што ја враќаш до вербата во медиумот, во моќта, во силата на радиото. Како да не веруваме на магијата радио, ако таа ги забележала најзначајните настани, личности, збиднувања, автори и дела од човековата цивилизација. И радува ете што токму тој медиум ја забележал и првата дама на македонската поезија, Даница Ручигај. Се тоа ме врати и на моето радио и телевизијско искуство, ме врати на годините другарување со Искра и со Свето, на оној прекрасен миг од 2005 година, кога во големата преполнета сала на Домот на армијата, со почитуваната и драга колешка Николовска, ја промовиравме книгата на првата добитничка на Даница Ручигај, Надица Лешниковска. И тогаш во себе интимно си реков, еве сепак нашето кратко македонско меморирање се враќа, се возвраќа и памти. Од проста причина што јас припаѓам на оние генерации кои нема можност да ја познаваат, да другаруваат со Даница Ручигај, но затоа пак имав една друга можност. Имав можност во годините, долги години на другарување со Александар Алексиев, низ прекрасните кажувања, речиси катадневно да слушам за една несекојдневна појава, составена од убавина и од дарба, а тоа веднаш на сите им смета. Сите велиме ја сакаме вистината, ама никој не сака да ја чуе. И токму низ тие приказни да ја создадаме и својата слика за Даница Ручигај. Ако пред малку реков дека радиото нема што да каже, па се оно што досега е дарувано, особено што го даруваа низ бројните проекти Чоловиќ и Стаменов, покажува дека и понатаму има работи кои треба да ги проследиме, да ги препрочитаме и да ги превреднуваме. Имено Даница уште повеќе запознав, таа ми се доближи, јас и се доближив, читајќи го романот Чардак ни на небо ни на земја од Александар Алексиев, еден прекрасен роман, авторот тогаш Атанас Вангелов го именуваше како македонски соуженици, во кој главен јунак е токму Даница Ручигај. Имав можност и на сцената на Македонскиот народен театар да ја видам драмата Студенти од Бранко Пендовски, во кој одново главен лик е Даница Ручигај. И сега одеднаш, наоѓајќи се во еден медиум, една магична затворена соба, во убавата смисла на зборот извонредно блиндирана, бидејќи од неа може да излезе глас, може да излезе строгоста на зборот, но не смее ништо друго да влезе, од стаклото од другата страна на маестро Бесим, говорувајќи за Даница, бидејќи лично не ја познавав, си го поставував прашањето како и јас да побегнам од магијата на таа магична соба што се вика радио, ама не можеш да побегнеш. Ти си влегол во програмата, говориш и треба да внимаваш што говориш, но сепак бегството ти е непожелно. Не можеш да останеш вечно на едно место. Сега останува магијата да го најдеш вистинскиот клуч. Барајќи го тој вистински клуч, некако на припомош ми дојде Јанко Полиќ Камов, кој дословно вели оти животот е живот. Литературата е литература. Тие немаат ништо заедничко.
Камов негиран, непризнаен и по смртта требаше да мине многу време за да биде прва личност на хрватската модерна, почина на 24 години. Потоа дека има право во правилото, јас секогаш мислев дека литературата непосредно извира од животот и секогаш при тоа е нешто повеќе од обичниот живот, ме подсети дека секое правило има исклучок и не мора да е баш така. Ацо Караманов, кој исто така чудо дете живеел само 17 години. А Даница ми дојде одеднаш и таа потврди, па еве мене, македонската амазонка, како што ја именуваат Искра и Свето, како бунтовник, поетски глас на револтот. Тоа се тие индивидуи кои, како да побегнале, не го почитуваат она златно правило, и уметничката литература почнува од традицијата, од континуитетот на безимениот народен гений, на што многу илустративно и јас би рекол антологиски ни укажува Кочорацин, но зашто да не го почитуваме Камов, Караманов и Даница, кои покажуваат собствен став. Животот е живот и тој нема ништо со литература. Литературата е само литература. Ете така, во тие студија на Македонско радио, Радио Скопје, се обидов да го најдам клучот и да си одговорам на некои нешта, за да ви стане јасно зашто кога влегуваш и во таа магична соба или кога влегуваш во храмот, Даница секогаш повикува помоли се. Чекорајќи пред собственото време, создавајќи како слободна личност, а единствено таа е среќна личност, да пее, да биде бунтовник против се она што е лицемерие, лага, она што е интрига, денеска толку накотена и намножена што човек не може да се сочува. А Даница, претворена во звезда, таа е тука некаде околу нас, не се гледаат, зашто тие се невидливи, но секогаш стојат некаде и не храбрат, и не опоменуваат дека вечерва не смееме да говориме за грди работи, за смрт. Таа и како Камов и како Караманов живееше прекратко, но знаеше во еднаш и кратко дадениот човечки живот да живее полнокрвно, значајно и едноставно јуначки. Како велат, радиото има шема, има време и постои безпрекорно право. Почитувајте го времето. Се обидов, еве во ова кратко време, да допрам до Даница, до незините пораки и не примам никакви прашања, нема да одговорам на никакви прашања од проста причина што големиот автор, како што и Даница Ручигај, треба да се прочита и да се ужива во неа. А јас се обидов само да излечам неколку нешта, за да покажам како се сакаат и бранат пријателите и еднаш дадениот и краток човечки живот. Едноставно, Даница Ручигај го живееше својот живот така како што и бил предодреден. Јас не прифаќам во животот дека постојат случајности, нема ништо случајно, како што и меѓу трите македонски поетеси, појавувајќи се истовремено со своите први книги, го покажа оно универзално правило дека секогаш постои една и единствена прва дама. Ете, во тоа дека животот е живот, литературата е литература, Даница како да не подсетува и предупредува што најчесто кога ги правиме антологиите на современата македонска поезија, никаде го немаме основоположникот на современата македонска поезија Кочорацин и за жал малку ја имаме
првата и единствена дама на македонската поезија Даница Ручигеј. Имав можност да ја споредувам компаративно, да ја проследам со првата дама на корчуланската поезија Анка Призмич Шелја, традиција која била создавана на латински до хрватски јазик. Меѓутоа, првата дама на македонската поезија Даница Ручигеј, проследувајќи ги ни символите и метафорите, апсолутно е царица и естетски и припаѓа на иднината. Нека ни е вечна Даница и тоа е она наша звезда што и вечерва со нас и не предупредува да говориме само за убави работи. Така како што е единствено убава и даровита. Неповторлива, како и секој субјект, впрочем, беше Даница Ручигеј. Драги мои, од мене толку. Ви благодарам на вниманието и почетте со која ми слушате. Благодарам, професор Тиновски. И повторно со Александар Прокопиев и Сашо Гигов гиш се селиме во 50-тите и во почетокот на 60-тите години на минатиот век, во времето на Даница Ручигеј. Кажи, зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ми открадна, срцето ти го грабна, сега знај дека секаде никот го гледам твој. Моите дни знај празни се, вечно ме мачи тага. Моја љубов ти ваќе си, се ти проштавам, драга. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Ве поканувам и во наредните минути да останеме во времето на Даница, но преку незините безвременски стихови. Добрина, сеќаваш ли прстите ги носат проклетилата? Земи ги моиве 9 прсти, едниот ќе го сочувам за прстен. Добрино, ако те има, инаку ќе ги закопам во море од лудување. Земи ги моиве 9 прсти со себе да ги однесеш во росата на неговите ногти, што ме чекаат секоја вечер како лед и сол. Добрино, ако те има, проклетилата ќе ги засинеат во мене. Ако те има и ако те нема, ти ги давам моиве 9. Името ќе им биде во прстите, во синевината. Добрина, добрина, добрина.
Ставај се меѓу моиве сини прсти. Ке те спружам за себе како лединка, што ке ме одморува во желби, во сончевина и тебе. Не игре се меѓу моиве ледени прсти, ке те земам како грудка од сонце да ме затоплиш. Не игре се меѓу моиве прсти, ке те завиткам во облека од воздух да те осетам. Тогаш, ако можеш со танец на лудило, заиграј меѓу моиве прсти. Добрино, сеќаваш ли, прстите ги носат проклетилата. Овој 22 јуни символично можеме да го насловиме и како Ден на Даница, зашто пред само неколку часа беше врачена наградата Даница Ручигај за најдобра стихозбирка на авторка, членка на Друштвото на писателите на Македонија за оваа 2017 година. Годинашен лауреат е поетеса која имаше привилегија и лично да ја познава Даница. Тоа е нашата драга Бистрица Миркуловска, која ја доби оваа престижна награда за стихозбирката Фата Моргана. Но, за жал, поради здравствени причини, таа денеска не можеше лично да ја прими наградата, па во нејзино име ја прими господја Златица Ручигај Поповиќ, сестра на Даница. Господја Ручигај Поповиќ, исполнувајќи ја желбата на Бистрица, ја донесе наградата вечерва да биде со нас во храмот на љубовта на заробеничката на ветрот. Ве молам со голем аплауз да ја честитаме наградата и да ја пожеламе брзо закретнување на господја Миркуловска. Инаку, наградата Даница Ручигај беше воспоставена во 2005 година од издавачката куќа Пергамент Паблик од Скопје и господја Златица Ручигај Поповиќ како награда за најдобра дебитантска поетска книга, а прв лауреат беше младата македонска поетеса Надица Лешниковска за стихозбирката Копрена. Од 2015 година, со формирањето на клубот на писателките Даница Ручигај, наградата ја доделува Друштвото на писателите на Македонија за најдобра поетска книга од писателка, членка на Македонската писателска асоциација. Досегашни лауреати се поетесите Елена Пренчова, Лјерка Тотнаумова и, како што веќе рековме, Бистрица Миркуловска. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Луѓе разгрнале по оваа распојасаност, природата се надвиснала во секое време и луди мисли озаконува во просторот. Лом во коските станало, се во очаен неред се втурнало, на ова тело клада заковале, посекаде трња израснале, а подолу од мојве нозе пустелија, простор на подкрепеност. О, таа рака болна од се што не можела да стори, ја обесили на вишнава грмотевица и ги кине облаците во неред. Ги кине облаците, овие облаци, претоварени од води што можат да пресушуваат, овие облаци гонети од ветрови што сепак можат да стивнуваат. Ако му подарам уште еден чекор,
на ова немирно разденување ќе се распадне ракана што виси од облаците, ќе се распаднат и нозете што толку упорно се заглавиле во земјава. Ако направам уште еден чекор, ќе се распадне ракана што виси од облаците, а оваа грмотевица што е распалена од човечки оган ќе ни напоменува за силата своја. Раката не е ништо друго освен болката наша и нашата недодржана намера за ослободување. Ако направам уште еден чекор, ќе се разнесе оваа тишина, што повремено и забиваат грмежи, да не би била од неслушање. И што ако направам уште еден чекор во ова утро, што упорно ми се исфрла со јазик на пијаница, заборавен и од себе си, и што ако не направам ништо, туку само да ја подгазам немилосноста во очите на кој и да било. Луд ветар, луди ги прави дрвјата, луд го прави воздухот, луди ги прави сите нешта. Подкрепени само со крајот и оваа грмотевица не навестува ништо подобро, освен да се зачекори и да се биде подкрепен само со крајот. Тогаш ракана слободно нека се спушти. Оти не е убаво да ја гледаат како слободно виси во просторот, раскршено се валкаат облаците, голем маж луда снага донесува. Ветров се заакал да ја изместува, да ја подништува тишината. Сакаш ли да се заплеткаме во неразмисленост, да им допуштиме и на рацете и на нозете, да не се допираат до ништо и да бидеме само лесно повевање на нешто што не е значајно, ако можеме. Ако ја ставиме раката во ветрот, дали тишината ќе има сили да не разбере? Грмотевици удираат по оваа распојасаност во природата, што е постојано во секое време и луди мисли озаконува во просторот. Раскршено стебло од рацете расте. Рацете болат од крв израснати. Стеблово ме разгранува. Мислава тече по врбјаците. Пловност нема да посакам. Оти сеќе се разнесе по дождовите. Луд ветар, луди ги прави дрвјата. Ветар нема по дождови. Ветрот ќе ме претвори во се нешто и нема да постојам. Од луда жена ништо не полудува. Важно, здрави деца може да раѓа. Сакав едноставно да доживувам се она што се случува меѓу луѓето од секогаш. Почитувани пријатели, имам особена чест на сцената да ја поканам господја Златица Ручигај Поповиќ, сестра на Даница. Повелете. Драги пријатели, влюбеници на поезијата, сакам да се заблагодарам што издвоивте време да присуствувате на преубавата промоција на книгата Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се од авторите Искра Човович и Свето Стаменов. Да се заблагодарам на целиот тим што го реализира овој преубав мултимедијален настан посветен на Даница Ручигај. Посебна благодарност сакам да искажам на брачниот пар, новинарите Искра Човович и Свето Стаменов, кои со голема посветеност и љубов со години наназад ја истражуваат, презентираат и афирмираат кај новите генерации поезијата на Даница Ручигај. За сето ова, многу инспиративно, стручно, длабински беседија професор доктор Кристина Николовска,
професор доктор Васил Торциновски, Александар Прокопиев, за што посебно им се заблагодарува. Посебно се заблагодарува на бројните учесници, книжевни дејци, кои учествуваа во маестралните емисии и се вклучени во книгата во кој зборува за Даница Ручигај, незината поезија, незиното време, времето кога со голем ентузијазам и творечки елан се воспоставува темелите на македонската книжевност, за шармот и на старото неколош на Скопје и други работи. Мене многу ме радува и ме прави срекна фактот што Даница Ручигај и незината поезија ги најдоа патот до младите генерации и љубители на поезијата. За тоа се заслужни многу книжевни дејци, луѓе од културата и љубителите на поезијата. За поезијата на Даница Ручигај пишуваа многу, како што беше и кажано оддека. Тоа се Иван Чаковски, кој прв во далечните 60 години ја забележа блескавата звезда Даница на книжевното македонско небо. Потоа Александар Режов, Петре Андреевски, Миодраг Друговац, Бранко Варошлија. Меѓутоа, тоа сакам да го истакнам посебна афирмација Даница доби од помладите генерации, како што е Александар Прокопиев, Гордана Бошњаковска, Христо Петревски, кој во далечната 93 година прв ги реиздаде двете збирки на Даница, а тие беа проследени и со брилјантните рецензии на Матеја Матевски и Гордана Бошњаковска. За Даница пишуваа Светлана Христова Јоцич, Кристина Николовска, Виолета Христовска, Јасна Котевска, Радован Павловски, Свето Стаменов, Искра Чолович и многу други. Посебна афирмација во пошироката јавност доби Даница и со прекрасниот документарен филм за Ручигај, поетот живее и по смртта од истакнатата новинарка Сонја Гиздавич и моја многу добра пријателка во продукција на македонската телевизија во 1993 година, веднаш по издавањето на книгата Поезија од Даница Ручигај. Филмот со години по барање на публиката беше често имитуван на македонската телевизија. Како врвна сатисфакција за авангардната поетеса Даница беше и одлуката на Друштвото на писателите на Македонија и нејзиниот председател Веле Смилевски, донесена во 2014 година, да се оформи клубот на писателите и да се воспостави наградата Даница Ручигај за најдобра поетска книга во година за писателка членка на Друштвото на писателите. Досегашните лауреати, како што беше веќе истакнато, на оваа награда се веќе познатите млади поетеси, а тоа е Елена Пренџова, Јерка Тот и денеска Бистрица Миркуловска, која доби оваа награда и денеска ја презентираме пофалницата и наградата што она доби во Друштвото на писателите во рамките на манифестацијата Празник на Липика. Исто така, во 2016 година, истакнатата новинарка Катица Трајковска-Абјанич го сними преубавиот документарен филм "Соновите не заспиваат" во продукција на македонската телевизија, која премиерно беше прикажан во Друштвото на писателите, а потоа повеќе пати веќе беше презентиран преку програмата на македонската телевизија со извонредна гледаност. Овде ќе кажам дека Даница отсуствуваше од антологиите. Меѓутоа, сакам да кажам нешто, дека беше прифатена во доста македонски антологии на македонската лирика. Даница е застапена во повеќе антологии. Димитар Митров, бардот на македонската литературна критика, во својата антологија на современата македонска поезија "Матица Српска", издадена во 1977 година, Даница ја вклучи со 7 песни, издигајќи ја на висок пиедестал нејзината поезија.
Поетот и антологичарот Ристо Јачев ја застапи Даница во неговите најдобри антологии, а тоа е антологијата 11 века македонска поезија, почнувајќи од Климен Охридски па се до денес, во антологијата 100 години македонска поезија од 1900 до 2000 година, во антологијата на македонската љубовна лирика од Санде Стојчевски, Направи чудо од мене, во антологијата на македонската поезија од професор Илија Чашули, издадена на англиски јазик во Австралија, во антологијата на Светлана Христова и други. Јас сега би сакала да кажам неколку цитати од истакнати книжевни дејци кои се искажаа за Даница Ручигај и нејзината поезија. Иван Чаповски ќе рече: во 1960 година во македонскиот книжевен круг блесна една звезда, наречена Даница Ручигај. Таа одеднаш се појави со нешто што навистина значи белег на нешто ново во современата македонска поезија, се појави одеднаш како оган што се појавува. Тој вели: јас длабоко верувам да беше Даница жива, да продолжеше со својот творечки тек, таа ќе застанеше рамо до рамо со големите руски поетеси Марина Цветаева и Ахметова. Поголем комплимент од ова нема. Матеја Матерски ќе рече: Сребрените ноќни игри се секако првата книга поезија кај нас целосно посветена на љубовта, жената, плотта, што беше невообичаено за поезијата наша и за сваќањата на поезијата тогаш. Со тоа Даница покажа една творечка и човечка храброст да проговори за љубовта, но да проговори за љубовта како храм. Во заробениците на ветрот и во тие песни медитативниот и рефлексивниот аспект почнува, добива свој филозофски и метафорички проблесоци, со што Даница внесе уште еден аспект во незината и во нашата поезија, аспектот на фатумот, на судбината, на несреќата и апокалиптичните видувања. Миодраг Друговац, еден еминентен и многу надарен критичар, во 68 уште година во својот есеј Диалогот за темните и непрозорни чувства, за Даница вели: оваа поезија е свет за себе, држава за себе. Ристо Јачевски: Даница Ручигај ќе беше она што во српската литература стана Весенка Максимовиќ или една Багаљана во бугарската литература или една Ахметова во руската литература, но нејзина несреќа е што млада го напушти овој свет. Гордана Бошњаковска ќе рече: таа беше родена пред своето време. Најпрво одеше незината убавина, потоа одеше незиниот интелект и незината поезија. Даница Ручигај е едно од знамињата на македонската култура. Виолета Христова во својот фасцинантен есеј Даница Ручигај наспроти Силвија Плат ќе каже: уште во 1960 година Даница Ручигај со Сребрени ноќни игри и Силвија Плат со Ариел во 1961 година ја антиципираат појавата на новата жена и женското писмо. Евгенија Шупринова, која беше и незина другарка, ќе рече: во тоа време поезијата беше машка работа, па затоа неретко бевме напаѓани, навредувани. Таа ќе нагласи: со Данче заедно го минавме пеколот, но затоа бевме сакани и ја имавме љубовта од публиката. Бранко Варошлиев, познатиот македонски литературен критичар, вели: омилен афоризам на Данче беше: песната, како и чистата вистина, се раѓа помеѓу две заблуди. Овие зборови во голема мерка ја одразуваат суштината на нејзината поезија.
Секој стих во неа е искрен, вистински. Тоа е хроника на незиниот млад живот. Со смртта на Даница, македонската поезија ја загуби својата најсензибилна поетеса. Радован Павловски. Даница Ручигај со песните за љубовта високо се извиши во звездите над урнатините на својот храм, над својот дом, над природната катаклизма во Скопје, градот на нашата младост, поезијата и љубовта. Светлана Христинова Јоцич напиша: Даница Ручигај го зачна името на жената творец и го востоличи. Се востоличи прва жена поетеса која ја објави својата книга Сребрени нокни игри во 1960 година. Даница Ручигај е наш претходник, зачетник, претходник на македонските поетеси и мој почитувани. Ефтим Клетников. Даница беше извонреден, раскошен талент. Таа е еден од јаките идентитети на македонската поезија. Таа својата поезија ја понесе со себе. Незината поезија беше семка која криеше во себе големо лирско дрво. Ирена Павлова Теодорико ќе рече: според она што Даница Ручигај го даде на македонската литература, наполно заслужува да ја ставиме на пејдесталот, на незаборавот, на вечноста, на она што не е одмимливо. Таа ќе продолжи: Даница Ручигај живееше така како што пишуваше и пишуваше така како што живееше. Кристина Николовска. Со години наназад, со поетска страст и префинет научно изграден манир, ја проучува Даница Ручигај и незината поезија и напиша повеќе есеи за неа од различни аспекти. Таа ќе рече: поетскиот универзум на Даница Ручигај веќе живее во иднината. Тој е конструиран за некои понапредни времења на мислата, на хиперсензибилноста, на се што е живот. Таа ќе воскликне: Даница е вон временска. Благодарам. Многу благодарам на Сашо Прокопиев и на сите учесници и на сите посетители што дојдоа да живееме оваа прекрасна поезија. Ви благодариме, господјо Ручигај Поповиќ, за прекрасните зборови. А сега, драги пријатели, имам чест да ја најавам и нашата млада пијанистка Мимоза Кека, која пред неколку дена се здоби со титулата магистер по пијано. Таа вечерва во храмот на љубовта, во кој имавме можност да ги слушнеме Сребрени ноќни игри на Даница, Чини ги долови игри на вода од Борис Равел.
Драги пријатели, влюбеници во убавиот поетски збор, се надеваме дека во оваа сребрена ноќ во храмот на љубовта на заробеничката на ветрот ги разбудивме вашите чувства, скриени тајни и мисли од времето минато кое го преточивме во време сегашно, сакајќи да ви овозможиме да се навратите или да запознаете една прекрасна, вечно млада жена, сеќавајќи се на незините мисли и зборови што ќе остават длабока трага во сите нас, преку ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера помоли се и лебедовата песна на заробеничката на ветрот на Искра Чолович и Свето Стаменов. Со каква храброст да го затвориме овој круг претворен во извор на најболните настани. Излудено се приближуваше до него и без престан ги догонуваше мислите до неговиот крај. Се враќаме обезхрабрени. Се враќаме дома. Враќање од каде започнува да се собира чувството во закоравено дрво. Се спуштаме се подлабоко. Спуштањето ја угушува и последната надеж за простор. Нема запирање во овој почеток без крај. Со што да се одболуваат круговите, да се облагородат, да се изменат во немилоста своја. Времето ништо не умее да докаже. Се враќаме изгонети на нашите плеќи, грдо се затвораат круговите. Безброј кругови еден во еден. Еден во еден длабок простор. Изранети плеќи. Прогонството е неминовно. Гревовите, како тешки сопатници, не уверуваат во тешкото, неизодливо патување. Мирна мисла се бара, се моли, се довикува. Крик на постојано кружење. Вратете ме назад, да го отпочнам одново ова кружење. Може би овој пат ќе се сломам уште во самиот залет. Вратете ме назад во отпочнувањето. Кругот ќе го искривам, ќе го здобовам, ќе го исушам изворот негов. Спокојна мисла се бара. Сулудо враќање. Доста по истите патишта не се враќа, а истите се неизменети. Ги гледам, ги чувствувам на своите плешки. Ме притискаат овие кругови. Се поднаведнувам, се молам, се доближувам до земјава. Ја чувствувам миризбата на распаднатото лисје. Може би и така постојано се умира, не умирајки. Вратете ме, кренете ме од овој пат, овие мисли, придружници, соучесници, добри и лоши. Не можам да се свртам со едно исто постојано кружно движење. Круг во просторот, круг во мислите, круг во срцето. Кругови, кругови, кругови. Почитувани пријатели, ви благодарам што вечерва сите заедно се помоливме во храмот во кој верата е љубов и бевме дел на лебедовата песна на заробеничката на ветрот Даница Ручикај.